зборуваме за политичката криза, таа зема замав, кога би насликале една слика за моменталната ситуација, контурите би изгледале од прилика вака. Се спори националниот идентитет, како тука, дома, така и во Албанија, а гнев кај граѓаните 21 ден се на улица, бараат повлекување на албанската платформа. Албанската платформа не се повлекува. Од друга страна, предвадена СДСМ во собрание достави иницијатива за избор на нов собраниски спикер. Вие, односно вашата партија, неколку пати го повика Зоран Заев, како и народот, но еве не отстапува. Што понатаму? Причината зашто Заев не отстапува е многу едноставна. Причината е затоа што тој е длабоко заглавен во криминал, со многу конкретни случаи. Да го земеме случајот подкуп. Тој е толку јасен, толку чист, толку разборлив за граѓаните. 100-0 фатен жив, како бара мито. И како кажува дека на сите фирми во Струмица им барал мито. Па потоа случајот за цареви кули, па случајот пуч, па случајот, еден куп ги има, случаи кои што за изборни нерегуларности и така натаму. И практично тој сака на овој начин да формира влада по секоја цена, тргувајќи со националните и со државните интереси, само за да се извлече од казната која што може да го снајде, за да дојде за премиер, да изврши притисок врз судиите и да се заборави неговата одговорност за сите криминали, корупции, мито, и така натаму кој што го правил и го прави низ годините. Тоа е клучната причина зашто тој не се повлекува. Затоа што не знае што со себе потоа, што го чека, односно знае. Знае во таква ситуација во секоја држава што следува кога некој градоначелник и политичар ќе заглави во толку многу и толку длабоки кривични дела. За таква работа како што е подкуп, например, политичарот од Словенија во Европската унија Зоран Талер доби казна затвор. За многу идентична работа, иста работа, како што е подкуп, каде што Заев отворено пред очите на сите граѓани бара мито. Така што тој е преплашен за неговата иднина, не само политичка или економска, туку пред се неговата иднина во однос на одговорноста за постапките што ги направил. И сега, токму заради тоа, тој по секоја цена, спротивно на волјата на народот, одејќи директно против волјата на народот, пазарејќи се со други држави, пазарејќи се со се и се што не е дозволено, се обидува да се извлече, да дојде за премиер, да го спречи тоа што му следува и уште да се занимава со другите. Што доколку се случи да не биде испочитувана волјата на народот и барањата на граѓаните, дали може да се контролира таа огромна маса? Знаете што, ние можеме да зборуваме за тоа што нашата партија ќе прави. Нашата партија ќе се однесува во рамките на дозволените по закон и по деловник работи, кои што се демократски, кои што се дозволени и кои што се една широка палета на работи. Но што народот ќе прави? Тоа никој не може да го предвиди. Народот е над политичарите. И нека му е мислат тие политичари што одат против народот. Ние не одиме против волјата на народот. Тој што оди против волјата на народот и ги руши неговите интереси, реализирајќи интереси на друга држава, на други сили, тој нека му е мисли што може да го снајде од народот, ако вака продолжи да оди спротивно на неговата волја и да ги гази неговите желби и интереси. Така, што мислите дека е решение за оваа криза? Дали повлекувањето на албанската платформа, за кој вие се изјаснивте и веќе дека ќе го поддржите СДСМ како малцинска влада, но под услов да се откаже од албанската платформа? Ние понудивме две решенија. Едното е брзи, предвремени парламентарни избори заедно со локалните. Значи нема посебен трошок да има, ниту посебно време што ќе се загуби за избори, затоа што тоа време за локални избори и онака мора да го има бидејќи се редовни локални избори, кои што мора да се одржат секои 4 години. На една од анкетите кои што ги направивме, над 70% од граѓаните македонци, што се со македонска националност, ценат дека треба да се оди на предвремени брзи избори. Само 12 или 13% се против тоа. Тоа значи дека и многу од луѓето што го подржуваат СДСМ
се за предвремени избори. Па таму Зоран Заев нека ја представи својата платформа, нека ја представи бинационалноста и сите работи што доаѓаат по неа, како што се федерализација и слично. Нека излезе, нека им го каже тоа на граѓаните, ако му дадат подршка, во ред. Затоа велам, излез од ситуацијата е предвремени парламентарни избори. Да, Втората работа, втората понуда, што ние дадовме, понуда доколку Заев го донесат албанските партии на позиција, на власт. Ние му нудиме да сите пратеници на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, тоа е 51 пратеник, да гласаат за неговата влада, да тој стане премиер. Сите министри во владата да бидат само од СДСМ и ниту еден од ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН и Коалицијата да одат во опозиција, а да му ја подржат владата. Тоа е концепт на малцинска влада. Некои луѓе се збунети околу тоа што е малцинска влада. Малцинска влада значи сите пратеници на мнозинството на ВМРО-ДПМН да ја подржат владата на поразениот. Значи ВМРО да отиде во опозиција и да му ги даде на располагање пратениците 51 и 49 што тој ги има 100 вкупно пратеници, за да ја спроведува неговата програма. Иако ние имаме многу забелишки на таа програма и мислиме дека таа ништо добро нема да донесе на Македонија. Но се со цел да се спречи разнебитувањето на државата, да се спречи воведувањето на бинационалност, расторањето на граѓанскиот концепт на Македонија, да се спречи решение за името по грчки терк и на исти начин решение за идентитетот на македонците. Да се откаже од тие работи, да се откаже од платформата, тиранската платформа. Заради таа цел, ние сме подготвени, се уште важи понудата, да искористи понудата и да биде премиер и партија на власт со сите министри и директори од СДСМ и само од СДСМ, а ВМРО-ДПМН доди во коалиција и кажавме дека сме подготвени дури за лична жртва, да продолжи со неговото СЈО да ни прави политички прогон, да не апси, што сака нека прави. Нека удри по нас, нека остави Македонија. Тоа беше мојот апел уште пред 3 недели. Така, господине Груевски... И ние, да додадам уште една работа, во овој контекст, ние подготвуваме и еден документ, еден политички документ за излез од оваа криза, кој што е речиси готов, ова е тоа. Еднаш веќе извршниот комитет го разгледа, даде одредени сугестии и веќе во наредните денови треба партијата уште еднаш да се состани, партискиот врв, извршниот комитет да го усвои, кој што е политички документ, кој што ќе понуди начин за излез од сегашната криза, кој што никого не фаворизира, ниту како политичка партија, ниту како етничка заедница, кој што треба да понуди до сите политички партии да го прифатат, преку негово прифаќање, да се излезе од политичката криза, но да се задржи унитарноста на државата и да не се оди кон урнисување и растурање на нашата држава, која што тешко ја добивме. Кога ќе го објавите овој документ? Па деновиве, како што кажав, еднаш веќе го разгледавме на извршниот комитет, ги слушнавме сите размислувања, сугестии. Работната група требаше да го доработи, таа веќе е во финиш. Претпоставувам во текот на следната недела дека документот ќе биде готов, тој ќе биде понуден на сите поголеми политички партии да го разгледаат и заеднички да го усвоиме. Ние не претендираме тоа да биде само наш документ, туку е иницијатива за излез од сегашната политичка криза во Македонија. Но, господине Груевски, што доколку претпоставиме дека СДСМ и ДУИ ќе формираат влада, тогаш би се напуштил концептот на победник со победник по избори. Како ова ќе се рефлектира во иднина? Доколку не се настапи како што досега беше победник со победник, тоа ќе има многу штетно влијание. Првото штетно влијание ќе биде затоа што овој документ што е подпишан во Тирана и што е иницијатива на албанскиот премиер и албанската влада, тој сам по себе е штетен заради правење на штета на функционирање на нашата држава. Значи, ние ќе имаме проблеми со функционирање на државата. Второ, документот предвидува бинационална држава наместо мултикултурна држава, наместо граѓанска држава, наместо унитарна држава.
Таа бинационалност започнува со двојазичноста на цела територија и води кон федерализација на државата, што е цел на одредени надворешни центри многу одамна. Ние не се содруваме прв пат со таа идеја и со таа цел. Таа цел више постои повеќе години, може би повеќе од една деценија. Но сега го доживува почетокот на нејзината кулминација. И најдоа човек кој што е подготвен заради неговите криминали, и заради неговата алчност по секоја цена да дојде на власт и покрај тоа што граѓаните не го поддржаа, тој е поразен на изборите. Најдоа човек кој што има додатен мотив, а тоа е неговиот криминал низ годините, да се бори по секоја цена да дојде на власт и да исполни се што ќе побараат од него. Сето тоа е многу лошо, затоа што, како што кажав, целта е, клучната цел е промена на нашето уставно име. По грчки терк, ние и во минатото сме се бореле да најдеме решение за името. Сме разговарале, сме воделе разговори, сме барале решенија, сме дискутирале. Но она што се бара и она со што практично се планира да се настапи е промена на името по грчки терк и идентитетот на македонците исто така. Водење кон бинационална држава и федерализација, а тоа е последниот чекор. Федерализација е последниот чекор пред растурање на државата. И тоа е многу опасна авантура. ВМРО ДПМН веќе неколку пати повика меѓународната заедница да ја осуди албанската платформа, а еве веќе во вторник официјално е најавено еврокомасарот Јоханес Хан доаѓа во Македонија. Што ќе понудите вие на маса? Она што ние ќе го понудиме е во духот на она што и досега го говориме. Но она што го очекуваме од него е да ја осуди платформата договорена во Тирана, да осуди мешање на други држави во внатрешните работи на нашата држава. Очекуваме од него исто така да остане на принципот кој што самата Европска Унија ни го наметна. И не само Европската Унија, туку целата меѓународна заедница инсистираше во 2008-та во македонската демократија да биде вградена една специфика. А тоа е победникот кај македонците секогаш да коалицира со победникот кај албанците и обратно. Победникот кај албанците секогаш да коалицира со победникот кај македонците. Тоа беше нивно залагање. И они треба да останат на принципите што ја кажуваа. Се спротивно може да донесе до проблеми. Се спротивно може да донесе до проблеми кои што ќе направат огромна штета на иднината на оваа држава. Господин Јагруевски, да го прокоментираме малку СЈ, односно неговата работа, меѓутоа во делот на последниот предмет Труст. Јас ќе зборам од името на моите колеги, еве тие велат дека се врши своевиден, го чувствуваат предметот СЈ како нивни притисок врз нивната работа, меѓутоа и како се плашат од евентуално затварање на телевизијата со овој случај. А од друга страна пак Заев тврди дека нема никаква поврзаност со СЈ. Значи, Заев кога вели дека нема никаква поврзаност со СЈ, не ја кажува вистината. Заев лажи. СЈ е под целосна контрола на Социјалдемократскиот сојуз. И те имаат континуирана дневна комуникација и координација. Целта е во наредниот период, за да се спроведе оваа агенда, да се направат неколку акции истовремено. Од една страна, да се нападнат медиумите кои што гласно говорат за ризиците во кои што влегува Македонија. Влегува во Сител, влегува во МПМ, влегува во Канал 5. Сега е под хајка и политички прогон газата на телевизија Нова. Тоа е јасен сигнал за намерата што ја има СЈ и Заев за загушување на медиумите и на сите што мислат поразлично или што сакаат да ја спречат неговата агенда. Втората работа што сака да ја прават е да се загуши ВМРО ДПМН преку СЈ со потрупување со обвиненија, истраги и обвиненија, буквално потрупување со обвиненија за кои што нема никакви докази. Но не е важно што нема докази. Важно е сите ние да се занимаваме со судови. Секој втор ден да сме на некое рочиште, или пак, не знам, некои луѓе да одат во притвор, или пак некои други луѓе додат да протестираат заради некој што неправедно е во притвор. И да се дефокусираме од парламентот. Да не се занимаваме со двојазичноста на цела територија, да не се занимаваме со
одење комбинационалност, федерализација и конечно промена на името и идентитетот по грчки терк. Така што тоа е план, тоа е акција. Акцијата е планирана и до таа мера. Не само да се оди кон поединци од ВМРО ДПМН, и тоа поединци во смисла на најмалку пола раководство, ако може и цело раководство, туку да се нападне и партијата, да се заплени незиниот имот, да се блокира незината сметка, да се блокираат средствата на партијата, да не може да функционира, за да може да се истера оваа агенда. И однадвор никој ништо нема да каже, како што и сега не кажува за медиумите. Да му се случеше ова на некој друг, кој што е на линија на агендата на Заев и платформата од Тирана. Сите невладени организации од Европската Унија и од цел свет сега ќе беа на нози и секој ден ќе ги слушавме нивните извештаи. Сега имаме под прогон газда на еден медиум само затоа што неговиот медиум се труди да објасни што се случува во Македонија и кои се ризиците што доаѓаат. И не оди под терко што го замислил Заев и неговите сценаристи. Под закана си и другите медиуми. Под закана е клучната политичка партија која што е на браникот на одбраната на државните и национални интереси. Тоа е еден план кој што е единствено народот може да го спречи. Јас кажав во еден мој преходен настап. Државата е нападната. ВМРО има само 51 пратеник, нема 61 или 63 како што посекувавме. И не можеме да го одбраниме сами во парламентот. Потребно е народот да си ја одбрани својата држава. Затоа што може да ја нема. И да не испадне дека не сум го кажал ова. Го кажувам. И го повторувам. Државата може да ја нема ако се остави на овој човек и на неговите сценаристи да го истераат својот план. Има некои луѓе кои што размислуваат во правец дека па добро, нека направат сега тие влада, па после кога ќе дојде законот за двојазичност, тоа нека го блокираат и нека го спречат. СДСМ има јасен план по тоа прашање. Кога ќе дојде законот за двојазичност, а и другите чувствителни прашања, тие планираат да стават така наречено европско знаменце на законот, што значи ограничување на минутажата и бројот на јавување на пратениците колку долго може да расправаат. Иако тој закон не подлежи под такво европско знаменце. 2008 година, кога е донесен прв пат, немаше европско знаменце. Тогаш воглавном беа собрани правата што ги има другите етнички заедници во сите други закони се собраа во еден закон и тој не се донесе со европско знаменце затоа што немаше потреба за тоа, не спаѓа во таква група. Но сега сака да го стават во таква група, вештачки, надвор од закон и на тој начин на брзина да го поминат. По цена да ги вадат пратениците со полицајци надвор, по цена да влезат во огромен хаос, да ја внесат државата во огромен хаос, да апсат, да користат полиција за исфрвање на пратениците, ќе ги употребат сите методи. Затоа сите оние кои што мислат дека само законот за употреба на јазиците е проблем и дека само на тоа треба да се концентрираат. Длабоко се лажат. Не треба да мислат дека тоа е единствената работа. Платформата е јасна, таа се осврнува и на името, таа се осврнува и на грбот, и на символите на државата, таа се осврнува на темелите на државата. Она што го говоревме во кампањата, денеска го гледаме. Ситуација во која што имаме повторно менување на крупните работи во државата. Значи, имаме една комплетно менување на суштинските нешта во државата. Рекомпонирање на сите државни работи. Пред малку рековте држава ке нема. Може да дојде до ситуација да немаме држава. Така. Предупредувам. Сакаат, после, откако ова операција ќе завршат. Идејата е потоа да се тргне, откако и сите медиуми ќе се замолчат во правец на тоа што Заев и сценаристите замислуваат, да се тргне во правец на перење на мозокот на граѓаните. Имаме огромен процент на граѓани со висока национална свест. Некои луѓе сакаат сите наши граѓани да станат граѓани и да мислат како Сашо Ордановски, како Фрчковски и како слични на нив. Народот да стане аморфна маса, а не народ со национална свест. Тоа е идејата, тоа е целта и затоа пред неколку недели кажав и ќе повторам. Во ваква ситуација, кога ВМРО го нема мнозинството во парламентот, па само да ја одбрани државата. Единствено народот може да ја одбрани државата. Ова излегување на народот, што сега го гледаме во последните 3 недели, по бројност и по упорност ги изненади сценаристите. И тие тоа го имаат констатирано, но се уште
се уште веруваат дека тоа нема да биде доволно за да се спречи нивниот зацртан план. Предупредувам дека се уште смета дека ќе преда преку ова, дека со оваа бројка на народ ќе успеат да се справат. Да прокоментираме политичката криза од економски аспект. Колку капиталните проекти може да се реализираат во ваква една ситуација? Колку што може владата, колку што е во нејзина ингеренција во една ваква ситуација кога имаме техничка влада, таа турка. Еве, видовте оваа недела два капитални проекта. Гасоводот Скопје Тетово Гостивар и гасоводот од Неготино преку Прилеп до Битова со сите општини помеѓу нив. Беа актуелни, тие се градат. Се гради и гасоводот од Штип до Неготино. Се заедно овие три гасоводи чинат 82 милиони евра. Преходно се изгради гасоводот од Кумановско до Штип. Значи, од Кумановско до Штип е изграден, се гради над 60% веќе е завршен од Штип до Неготино и во градба е гасоводот од Неготино, Кавадарци, Прилеп, Битова, како и Скопје, Тетово, Гостивар. Се планира да се продолжи до Кичево на таа траса горе, а долу се планира да се продолжи до Охрид, да се спои потоа со Кичево и во истокот се планира исто така Струмица, Хамзели, Струмица, Гевгелија, со сите пропратни општини помеѓу, како и крак од Штип кон Кочани и Берово, Делчево, Берово и тука сите тие градови во тој регион, крак од Штип кон Велес и на некој начин се планира сите поголеми градови во наредните 2 години. Во наредните 2 години ќе завршат овие кои што сега веќе се градат, а во наредните 3 години ќе завршат сите примерни гасоводи во Македонија и ќе се покријат сите поголеми градови. Во исто време се отвори тендер за дистрибуција на гасот внатре во градовите. Значи ова што сега се гради е од град до град. Од излез на еден град до влез на друг град. А се отвори тендер за дистрибуција во самите градови, кој што очекуваме некаде во мај-јуни да заврши и да се избере партнер, јавно-приватно партнерство, кој што ќе го изгради. Во сите градови ќе направи дистрибутивна мрежа внатре во градот и тоа ќе заврши паралелно со примарниот гасовод. Тоа е еден крупен проект за гасификација кој што е стратешки и кој што е наше изборно ветување. И чија крајна цел е веројатно намалување на сметките за електрична енергија и на домакинствата и на компаниите. Не само намалување. Помало увозна цена на гасот. Така е, не само намалување на сметките на домакинствата, туку и многу подобра животна средина. Другите енергенси, како што е јагленот, даваат поголема загаденост. Гасот не дава скоро никаква, односно нула загаденост. Поевтине ќе им користи на домакинствата и на индустријата и на земјоделието за оранжери. И други стратешки проекти се тера. Да речеме, сега во наредните месец-два 3 нови експресни патишта по 4 ленти ќе почнат се градат. До крајот на овој месец март почнува градбата на Штип Кочани. 4 ленти помеѓу Штип и Кочани. Нов пат, експресен пат. Во месец април, се извинувам, почнува, или во месец мај беше, почнува градбата на патот од Ранковце до Крива Паланка. А во јуни почнува градбата на патот од Штип до Радовиш. Сите се со по 4 ленти и сите се така наречени експресни патишта. Исто така огромна инвестиција која што ќе има долгорочни ефекти и за економијата, но и за граѓаните. Господине Груевски, сосема на крај, како е да се биде Никола Груевски, особено во последниве 3 месеци? Па и јас и сите граѓани живееме во историско време. Има една еврејска поговорка, вели да ти даде Господ да живееш во историско време. Но за жал, ова историско време е време во кое што некој сака да ја разнебиди нашата држава, да ја растори и да целосно ја реобликува, да го смени целиот облик и на државата и на граѓаните пред се на македонскиот народ. И навистина е и возбудливо и предизвик да се живее во вакво време и оврска да се направи се што е во твоја мог, во моја мог, во оваа смисла, да прво предупредам што се случува, да ги охрабрам луѓето и да им ги дадам сите информации и заеднички да се избориме за нашата држава, Република Македонија, за нашите права и против сите оние кои што и ден денеска државата ја гледаат. Јас кажа во една прилика во минатото дека многу политичари во светот Македонија ја гледаат како е некое непланирано вонбрачно дете.
не се планирало да биде, ама некој сплет на околности се случил и дошло до една држава на Балканот која што некои стратези не ја планирале. И тие се уште не може да се откажат и сметат дека тоа е грешка. Грешка е што постои, според нив. Дека самото постоење прави некакви проблеми. Работа на народот е сега тоа да го спречи и да им каже уште еднаш на сите тие